Сега ќе се продолжиме со разговор во студиото. Знаете дека овој термин е токму резервиран за тоа, а денеска во студиото мојата колешка Оливера ја пречека Милена Димовска, нутриционист и готвач на жива храна во Paradise Food, вегански ресторан. Сега зборувавме за менталното здравје, сега ќе се зборуваме за физичкото здравје, поточно за телото, како да го разбудиме телото, па веќе и од самиот почеток на денот како ранобудници, моќта на живата исхрана. Ја представивме гостинката, ја кажавме темата, малку ти помогна во воведот, Оливера. Да, ти благодарам. Добро јутро. Многу си одговараат менталното здравје, сето тоа влијае врз физичкото здравје, а за физичко здравје ни е потребна и такако здрава исхрана. Така е, во право си и со нетрпение јас чекам да ве слушнам што ќе разговарате. Благодарам. Добро утро, Милена. Добро утро, благодарам за поканата и благодарам за гостопримството. Да, ние имаме навистина што да кажеме и како да разбудиме јавноста и свеста на јавноста на нашите граѓани дека можат многу повеќе да си го подобрат своето здравје, да живеат повеќе години само доколку знаат што да внесат и што да сменат во својата исхрана. Ти си веќе долги месеци, да не речам години, на веганска исхрана и, како што кажав, си овоштарец. Да, токму така. Од кога почна и кој беше мотивот за ваков пресврт во твојот живот? Несрекната приказна моја е, за жал, да не бидам песимиста, да кажам 99% од приказните, меѓутоа е една вообичаена приказна, каде што преку 80% од луѓето ние се освестуваме за важноста на телесното здравје, дури кога е премногу не боли. Па така и во мојот случај, кога беше една алармантна состојба во 2012 година, ние преку ноќ како семејство ја сменивме исхраната во релативно здрава веганска верзија, бидејќи веганството вклучува намирници од растително потекло кои што не се здрави, едноставно не се гориво за телото. И тогаш ја сменивме исхраната и за неполни месец дена почувствувавме преголеми разлики во физичкото здравје и тука застанавме. Тука беше големата грешка, бидејќи крајната дестинација на едно здраво, прочистено тело, како што јас сакам најчесто да го наречам, е во состојба кога што се постигнува хомеостаза на природен начин. А нашата природна исхрана е исклучиво само живата растителна. Секако, меѓутоа, живата исхрана со овошје и евентуално пишува и зелени во Библијата, листови. дека треба да се храниме со производи од природата, а не со производи од животинско потекло. И јас кажувам дека нашето тело има творец, бидејќи сум верник и верувам во библиската вистина, дека творецот, оне што ја направил нашата машина, да кажам, си ни дал и упатство како треба да се користи и ни смислил на кое гориво треба да оди ова тело, и нашите раце и дланки се направени токму за тоа, за да се скине плод од дрвото или од било која гранка, бидејќи сакам често да кажам дека и доматите и пиперките ни се овошје и со сласти ги јадеме, а промената, јас верувам и сум убеден и во транзиционата диета. Што значи тоа? И добро беше што не направивме нагла промена тогаш таа 2012 година, бидејќи телото е долгогодишно затруено со намирници кои што не припаѓаат во нашето тело, дали се тоа намирници кои што можеме да ги контролираме или едноставно се од околината во големите градови, и тогаш е добро да си дадеме еден период од 6 месеци каде што телото се адаптира на новата состојба и има можност да ги исфрли сите тие непотребни материи кои што се таложени со годините. Транзиционо значи дека не треба нагло да преминеме во веганска и таква Не, во веганска секако, значи не е нагло ако отргнеме тешки отрови, да кажам, за телото, а она што не треба да биде нагло е преминување на 100% овошкарец. Значи јас до пред неколку години јадев и готвена храна, а веќе неколку години јадам исклучиво термички обработена, сакаш да кажеш, значи варена, пржена? Пржена не. Пржена не. Само варена. Да, значи јас последен пат, например,
сега имам градација, например, во пред се за моето тело, меѓутоа забележувам дека повеќето луѓе имаат слична конституција и реакција, да кажем, на одредени намирници. Например, како најштетни од легалните, сепак ќе ги наречам дроги или нешто што го менува менталниот склоп во хемијата во нашето тело, се алкохолот, кафето и цигарите. Нешто што е за нашиот народ must have или нешто вообичаено. И тоа некогаш вика дека не треба нагло да се пристане, меѓутоа тука треба стварно да се побрза со тие намирници, особено кога станува за збор за болно тело или тело кое што е подолго време во една хронична ситуација на немоќ. Не мора неопходно да биде некоја тешка болка, меѓутоа самото исцрпеност на енергијата ни кажува дека можеби одреден период треба да направиме паузи, да се обидеме без тие штетници да живееме. Се значи до квалитетот на бензинот во организмот. Ето така. Што е raw food или свежа храна? Може ли да им објасниме подобро на гледачите? Свежата храна подразбира храна која што е богата со ензими. Сега, ензимите, различни ензими, умираат на различна температура, исто како и секое едно живо суштество што толерира одредени температури на телото. Јас сакам да кажам дека јас можам и до 55 и 60 степени некогаш да поднесам врела вода на себе. Тоа сум го измерила, бидејќи сум се туширала на туш каде што пишуваше температура на водата. Меѓутоа, ензимите после 45 степен Целзиус во храната, еве конкретно, умираат. Тоа значи дека нашето тело мора да се помачи да сопствени ензими користи за да ја разложи воопшто храната. Значи, храната. ние јадеме мртва храна. Ете така. Со тоа што ја вариме на 100 степени и слично. Ги убиваме корисните ензими што му се потребни на нашето тело. Пред се ензимите, но мислам дека е познато дека после од 90 степени и 100 степени умираат и се уништуваат хемиската структура, молекуларната структура на витамините и на минералите. Така да ние внесуваме нешто што не е за употреба, да кажем, за нашите клетки. Како изгледа еден твој ден? Од првиот оброк, од станувањето, будењето до последниот оброк. Како го класифицираш? Имаш 3 оброка? Како сите ние или 4-5, не знам. Или на еден час овошјето држи ли? Салатите држат ли? Прво нема зашто да ме држат. Затоа што јас голема количина конзумирам. Вака се, прво вода. Значи, не можам да пристанам да ја нагласувам важноста на количината на вода која што му е потребна на телото, бидејќи ние после сонот во телото, доколку не внесеме течност, нешто што ќе го стартува организмот, ние не можеме да функционираме бидејќи клетките немаат начин на движење. Водата е двигател во телото. И јас во утринските часови се обидувам недека до 10 часот да конзумирам барем 2 литри вода, за до крајот на денот, бидејќи водата не ја конзумирам заедно со оброците, до крајот на денот да ми излезат барем 4 литри вода. Значи јас на моите 48 килограми и со мојата физичка активност ја имам потребата од околу 4 литри чиста прочистена вода. Најубава е изворската, меѓутоа во градовите ние можеме само да си дозволиме филтрирана вода. Во мојот случај, по истражувањето, заклучив дека апаратите со реверсибилна осмоза даваат највисоко квалитетна вода што можеме во една градска средина да ја добиеме. И таква конзумираш ти? Да. И значи стартувам од сабајле со сериозни количини, доколку се занесам со работата и заборавам да пијам вода, тогаш покрај креветот си стои теглата со од 800 мл и во текот на ноќта кога ќе се разбудам, најчесто проголтувам поголема количина и продолжувам да спијам. Така. Тоа е задолжително после будењето наутро да се пие вода. Дури имам некаде читано дека и најголемиот број на мозочни удари настануваат поради недостаток на течност вода во организмот за време на ноќта. Исто високиот притисок. Значи луѓето ми кажуваат, почнувајќи од родителите дома, дека од сабајле кога ќе се разбудат мери 170 притисок. Значи, едноставно вода се седнува, се
смирува, да кажем, се лежи во лежачка позиција, се испива пола литра вода и буквално за 15 минути сосема други се вредности. Тоа значи треба да имаме постојано каде што седиме, работиме, функционираме, чаша со вода, така прави мојата мајка. Јас само ја карам, аман со таа вода. Мора. Бидејќи забораваме, ние сме во неприродна средина, нели, во асфалтна џунгла, американците викаат, и во неприродната средина ние забораваме што ни е природно. Така да, од Сабајле секогаш денот стартува со вода, чиста вода. Луѓето имаат обичај, оние кои што не сме навикнати, на почетокот да ја пијат, да речеме, со лимон водата или да се стави одреден вкус. И ѓумбир некој става? Точно. И би требало да се направи се, само да се внесе количината на релативно чиста вода. Значи, мојата исхрана во моментот од пред 15 месеци изгледа само како и секоја природна исхрана на овоштарец. Значи, јас не консумирам ништо друго, освен овошје и зелени салати. Тоа значи дека од 1 август 2024 година јас се исфрлив солта, која што ми беше тешка промена и, да кажам, ми е последната зависност, затоа што и ден денес ми се случува да ставам малку сол на салатата. Купечка сол или ти што си ја правиш солта? Имам и правена, значи од дехидриран целер, и навистина целерот содржи сериозни количини на натриум и е интензивен вкус за промена на намирниците, да кажам, до степен да се повкусни на она што сме навикнати. Меѓутоа се случува, имав прилика да шетам на Пелопонес, каде што солта од морето беше едноставно во парчиња, во табли, и сама сум си ја собрала, и така да таа ми е за дома, моја лично набрана. Меѓутоа солта генерално во телото е стимуланс, како и лукот, кромидот, зачините. Што стимулираат? Па, едноставно, не јадам нешто што не може да се направи оброк од него. Значи, Макдоносот, например. Ние не можеме да изедеме порција Макдонос. Оно е убаво комбинација со некое овошје, да кажем, со пиперка, со патлиџан. Со патлиџан, така. Значи, не банани, ама сакам да кажам дека овошјето ни е секогаш приоритет во односот на количините. Така да јас постепено минатата година ја накачував количината на вода и сврлив она што беше останато од 12 годишното нездраво веганство. Значи, луѓето се брендираат во вегани или вегетаријанци, испрлаат само месо и производат животинско потреба. Меѓутоа јадат, јас секогаш викам и чипси, кока-кола е веганско, така да не сакам да бидам етикетирана како веган, туку едноставно јас се хранам здраво. И понатаму денот си тече сезонски. Сега се више актуелни јапонските јаболки, баш завчера пробав, привкусни се јапонските јаболки. Тиквата е сега исто актуелно овој период. Како ако не ја обработуваш термички, како ја конзумираш? Тиквата ми е многу скробна, да кажам, многу скробен плод, така да јас претежно сум во салатите фокусирана на зелените листови. Колку салата дневно јадеш? Еве ти ни донесе и нешто, ти во моментов веќе неколку денови работиш и во ресторан за веганска храна и ни донесе делови од твоето производство. Ти овие работи ги изработи? Точно така, јас сум голем поборник на дегустација на здравите производи на живата храна, така да на луѓето сакам да им ги понудам производите кои што им биле познати до сега, да можат да постепено прво и да се научат и сами евентуално да си ги спремаат дома, а второ да се навикнат на вкусовите, дека растителната храна може да биде и такако вкусна. Ова што И е? позната. Тоа е моето познато песто од секако свеж босилок и индиски ореви и сончоглед со лимон. Значи во ресторанот не користиме оцет за конзерванс. Не ви донесов макало, многу познато, ја го викам охридско макало по-скопски, точно. Македонија јадеме, бидејќи моето макало не е интензивен вкус, прво не е готвено, значи не е варено со масло, туку е макало од охридско макало по-скопски се прави со лук, меѓутоа со индиски ореви и со сончоглед. Ова е руска салата. Точно. А руската салата не е со кисели краставички, туку е со маринирана краставица, свежа краставица во
сос од лимун и свеж копар. Со грашок, пченка и моркови, а мајонезот е од индиски уреви и сончоглед и затоа ние можеби бидејќи нема конзерванси, храната се спрема свежо и се јаде свежо и во рок од 2 дена, мислам кај нас и многу пократко траат бидејќи се вкусни намирниците и едноставно е оброк кој што е лесен, значи не мора да се најаде човек па после тоа да му е тешко и да не може ништо да проба. Да, ова не го представам. Тоа е хумус, хумусот се прави од ртен наут и свежа пиперка, исто така има лимун и има тан. А од денеска мојата омилена јадење, нешто што јас сум можеби досадна по медиумите, ја јадам зудлс. Зудлс се... Ги знам, те следам на социјалните мрежи, тоа се тиквици, тоа се Точно, ти ги велиш шпагети, така? Точно, значи тиквицата со спирализатор или едноставно со љупалката за компири кои што сега ги има во неколку верзии, може да се направат нудли, тоест италијанската верзија на било каква паста. Јас сакам и јуфки да ги јадам, си ги викам јуфки и најчесто ми се шпагети. Шпагетите едноставно една порција, да кажам за просечен човек кој што е според мене дозирана половина килограме заедно со сапреливот, меѓутоа за мене лично преку 800 грама мора да биде и повеќе некогаш салатата и ја јадам успат, да кажам, со работа, со некогаш знам и да седнам и да се најадам како што треба, ама тоа се на фамилиарните вечери. Така да, мојата храна е, јас сакам да кажам, фаст фруд, како и ако ќе поминеш низ вистински фаст фуд, не те магипсува мирисот на помфритот, на компирчињата, на Значи, моите зависности се решија пред долги години. Првата година, најтешко она што ми беше 2012 година, беа млечните производи. Јас бев научена на моето маскарпоне, за тирамисуто, на павлаката, на крем сирењата, на урдата. И кога се научив да ги правам здравите верзии, во тоа време и готвени, и соја производи, фала Богу, па имаме и да купиме сега таа една веганска транзициона замена за најздравите верзии, така да свежите намирници секогаш беа достапни во онаа познатата верзија. И не ми недостига. Она што ми недостигаше со години, меѓутоа се поздравивме 2018 година, беше пецивата. Ја бев пекарка голема дома и кај мене се месеа кифли, панцероти, пици секој ден. И кога ќе поминам, и ден денеска некогаш носталгија ме фаќа, затоа што не станува збор за храната, моето тело нема потреба, ничие тело нема потреба од такво нешто. Тука е едноставно моментот на сеќавање од детството, можеби на некоја убава атмосфера која што не потсеќа на храната, што си асоцираме со храната. Мислам дека не кажавме се, немаме толку време, но кажавме дека треба да се храниме здраво и треба да што е можно повеќе жива храна да внесуваме, а ти тврдиш дека на тој начин ќе ги сврлиме и сите болести, сите отрови и нема да бидеме болни. Јас сум пример и сакам да им бидам пример на луѓето, затоа и бесплатно го делам знаењето, си дека зборувам каде што ќе има прилика, за да дознаат луѓето дека прво може, а второ дека треба. Секој сам да се обиде. Моето стимулирање и желба и девиза е прашајте паталец. Некој што никогаш нешто решил, ќе ви ја каже својата патека и вие пробајте собствената да изодите. Ќе ги информираме нашите гледачи за предавањата кои што ќе ги држиш за здравата храна, следните семинари. Ќе те повикаме повторно во студио, повторно да ни донесеш ваква убава трпеза и ќе се дружиме повеќе за да имаме здрави гледачи и нормално ние да бидеме здрави. Ти благодарам, Милена, што беше дел од Добро утро секој утро. Ви благодарам и вас и се надевам повторно да се видиме наскоро. Јас кажав дека ќе биде убав разговор и добри дојден за сите нас, поготово за нашето здравје. Нешто ќе ми зачуваш од тоа? Се надевам, да. Ќе имаме после уште нешто здраво со следниот гостин. Тоа за десерт. Одлично. Не би сакала, секако не е во ред да ве прашувам за вашата годишна возраст, но можеби некоја моја предпоставка е, нема да кажам бројка,
Меѓутоа, тоа се забележува, лифтингот исто така е добре дојден за оваа здрава исхрана, доколку здраво се храниме, затоа што изгледате прекрасно на Ви благодарам за вашето лице, комплиментите. а тоа е одраз на Јас не ја исхраната. кријам мојата возраст, јас сум 44 години. Предпоставував. И Секоја чест. И сум горда на мојата генерација, на нашето минато заедничко и се надевам дека едноставно возраста нема да биде, ќе биде само бројка и нема да биде причина зашто јас сум многу пофит од тоа што бев на 20 години. Верувам и пример сте за тоа дека не треба многу да се употребува не знам што за лифтинг од здравата исхрана, како се забележува по вашето лице. Благодарам. Се гледаме повторно со ваши совети, добре дојдени ни се секогаш.